На денешен ден во 322 година пред новата ера, во храмот на боговите Посеидон на грчкиот остров Калаури, се самоубил испивајќи отров најголемиот оратор на стариот век, гркот Демостен. Познати се неговите беседи, наречени Филипики, во кои античките македонци ги нарекувал варвари и дека се народ подолен од еленскиот. На денешен ден во 1322 година, војската на шкотскиот крал Роберт I силно ги поразила англиските трупи под команда на кралот Едвард II во битката кај Биланд, што довело до признавање на независноста на Шкотска во 1328 година. На овој датум во 1806 година француските трупи под команда на Наполеон I ја победиле пруската армија во битката кај Јене и ја покориле Прусија. На денешен ден во 1808 година французите ја укинале Дубровничката република, создадена во 15-тиот век. Подоцна со одлука на Виенскиот конгрес во 1815 година, Дубровник влегол во состав на Австрија, сега припаѓа на Република Хрватска. На овој датум во 1890 година е роден Двајт Ајзенхауер, американски генерал и политичар кој бил председател на САД во 2 мандата и командант на сојузничките сили во Европа за време на Втората светска војна. На овој датум во 1913 година во најголемата рударска несреќа во Велика Британија, во рудникот во Велс, загинале 439 рудари. На денешен ден во 1919 година е роден Димитар Митрев, македонски литературен критичар и академик, еден од основачите на македонскиот литературен кружок во Софија. На овој датум во 1927 година е роден англискиот актер Роџер Мур, познат по улогата на Джеймс Бонд. На денешен ден во 1933 година Германија ги напуштила Друштвото на народите и Конференцијата за разоружување во Женева. На денешен ден во 1941 година германските војници извршиле масовни стрелања во Краљево, Србија, убивајќи над 6000 цивили. Истовремено во Македонија германските сили извршиле масакри во Крупиште и Уларци. На овој датум во 1947 година американскиот пилот Чарлс Јегер станал првиот човек кој го пробил звучниот зид. На овој датум во 1963 година Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации едногласно усвоила резолуција за обнова и изградба на Скопје по земјотресот од 1963 година. На денешен ден во 1964 година Мартин Лутер Кинг ја добил Нобеловата награда за мир за својата борба за човекови права. На денешен ден во 1993 година Македонија и Кина воспоставиле дипломатски односи под тогашното уставно име Република Македонија. На овој датум во 1994 година израелскиот премиер Ицак Рабин, Шимон Перес и Јасер Арафат ја поделиле Нобеловата награда за мир. На денешен ден во 1999 година починал танзанискиот државник Џулиус Њерере, основач на Организацијата на Африканското единство. На овој датум во 2018 година починала славната југословенска актерка Милена Дравиќ, ѕвезда на филмовите Битката на Неретва, Татко на службен пат и серијата Театар во куќа.